Благодарам, господио подпредседател. Благодарам на господинот Хасани што се одважи да постави прашање. Инаку за ваша информација, господинот Хасани го поставува прашањето, предпоставам, за настан кој е пред повеќе време. И минатите пратенички прашања, искрено вака очекував дека некој ќе се охрабри да дојде да постави пратеничко прашање за темите за кои го интересираат господин Хасани, меѓутоа тогаш никој не собра храброст. Добро е што после скоро 2 месеци некој собра храброст да ги постави овие прашања, за да можеме не само преку медиуми, туку и вака во собранието каде што е званичен или условно кажано државно обврзувачки начин на комуникација помеѓу пратениците и членовите на владата. И ви благодарам за таа шанса што ми ја пружите. Ќе почнем од првото прашање што го поставивте, а тоа е дека 20 години раководите со Министерството, кое 20 години не е Министерството, кој беше секретаријат за спроведување на рамкови добро, па дури последни 2 години стана Министерство. И само ќе ја подстам и се повикавте на тоа дека тоа Министерство се грижело за еднаквоста на граѓаните. Кога ќе кажете такво нешто, а не го подкрепите со аргументи, тогаш работите стануваат сосема поинакви. Значи, станува збор за Министерство со систематизација од 2550 вработници, каде што скоро 97% од вработените се албанци. За каква еднакво зборувате? Каде се тука припадниците на помалите етнички заедници, кои исто така споменати во рамки на договори, за нив исто важи така принципот за соодветна и правишна застапеност. Предпоставам ниту вие, а ниту оние што го раководеле Министерството немаат одговор на овој прашање, затоа што ова не го спроведувале. Пред десетини години, кога тој дел од спроведувањето на рамковниот договор се префрли во делот на Секретаријатот за општи заеднички работи на владата на Македонија, после промената на власта, господинот Кирил Божиновски, кој беше тогаш генерален секретар на владата, доби кривична пријава и 7 години се ги спроведува посудниците ширум Македонија, баш заради тоа што добар дел од примените вработници не оделе на работа, а примале личен доход. И доколку вие сметате дека јас треба да продолжам по тој пат и тие што примаат плата, а со години, а некои со децении не оделе на работа, да добијам кривична пријава и за време или дури подоцна од мојот мандат, дека треба да се плеткам по судови, мислам дека сте нашле погрешен човек. Така да од тој аспект, мислам дека тука работите не стоја така како што ги изборувавте, туку напротив. Тој што прима плата, мора да оди на работа. И моето главно политичко кредо, кога дојдов на чело на таа институција, беше ништо, ама баш ништо да не биде како до сега. И мислам дека тоа го спроведувам, и за тоа доколку постои одговорност, одлучува премиерот, одлучуваат граѓаните на избори и слично. Зборувате за врските со Белград, окей, со Москва, не е ништо спорно. За Москва ќе подстам дека мене ќерка ми живее таму, а вашиот министер со Лавров беше многу добро пријател, колку се сеќам, така да заборавите на инсинуациите. Што се однесува до Белград, ќе ве подстам дека ја честите македонската држава и македонската јавност на најголемиот христијански празник Божич со тиранска платформа. Па каде одевте вие? Во Афганистан или во Тирана? Каде да одам јас за комуникација? Во матичната држава или некаде на трето место? Мислам дека поставувате тези кои не да немаат издржност, него се во најмала ракава толку смешни да не можам да ви кажам како изгледа од оваа страна која ќе ве посматра човек, кога за се што ќе направите и што сте направиле во политичкиот живот во Македонија, сте оделе во Тирана да прашате. За разлика од мене, кој тоа никогаш не го направил. Зборувате за албански кадри во Министерството. Господин Хасани, на мене секретарка ми е албанка, која затекна во Министерството за односи помеѓу заедниците. Ниту еден од раководителите, 8 ги има во Министерство, не е померен од место. Кон ниту еден раководител, осим кон еден, не е покрената дисциплинска постапка, затоа што 3 пати поред ми подметува документи заради кои треба кривично